Почитувани, нашата земја е формално стана членка на НАТО. Тоа е голем ден за македонската држава и важен момент во нашата историја. Остварена е повеќе децениската стратешка цел, за која низ годините анкетите покажуваа дека огромен дел од граѓаните даваат силна поддршка. Стопанската комора на Македонија го поздравува чинот на влез на земјава во НАТО. Влезот во НАТО е значајна придобивка за една земја. Придобивката е уште поголема кога земјата е мала и самата има многу ограничени ресурси за самостојно развивање на капацитетите на одбраната. При тоа, стабилизирањето на безбедносната ситуација во земјата создава услови и за поширок развој на целото општество, демократијата и така натаму. Но влезот во НАТО отвора и значајни перспективи на економски план. Во моментов, сите сме преокупирани со коронавирус кризата, но таа во еден момент ќе помине и тогаш ќе почнат да се материализираат придобивките и за македонската економија. Најпрвин за инвестициите. За земја како нашата, која е мала и која не е богата, отстранувањето на безбедносниот ризик е важна работа. Тоа ќе овозможи да се зацврсти перцепцијата за македонската економија како атрактивна дестинација, како за нови странски директни инвестиции, така и за поголеми домашни инвестиции. Понатаму, за цената на позајмувањето. Со перцепцијата за намален ризик на земјата, барем во делот на безбедносниот ризик, кога се друго ќе се земе непроменето, се намалува и цената по која земјата позајмува на меѓународните пазари на капитал. Ова значи можност земјата во иднина да обезбедува поевтино финансирање на капиталните инвестиции на државата. За можностите за извоз. Влезот во НАТО значи и можност за македонските компании да продадат своји производи за задоволување на дел од потребите на НАТО. За своите набавки НАТО има посебен интернет сајт. Таму стои дека компаниите што сакаат да бидат добавувачи на НАТО мора да се основани во земји членки на НАТО. Македонските компании сега веќе влегуваат во оваа група и за нив ќе се отворат нови перспективи во иднина. Благодарам.